Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. СДС очајнички ги брани криминалците од своите редови, како Трајан Димковски, кој по насока на Заев, Филипче и Николовски извршил отпис на 2000 тони јачмени пченица и го оштетил буџетот за близу 800.000 евра. Наместо да се оградат и да го осудат ваквото дивијантно однесување на Димковски, тие ревносно го бранат криминалот вреден 800.000 евра. Во услови на глобална криза, за Заев, Филипче и Николовски, приватниот интерес секогаш беше на прво место. Јавноста мора да знае дали отпишале 2000 тони јачмени пченица од стоковите резерви, па преку Димковски овие продукти завршиле на црн пазар во една соседна држава. Дали исто така Димковски ќе одговара за сите овие тројца кои се прв ешалон на тогашната власт? Затоа ли Николовски е толку гласен деновиве? Дали во СДС има страв дека се одмотува клопчето и ќе се дознае вистината? Ако СДС сака да се реформира, мора да се огради и дистанцира од криминалците во своите редови, почнувајќи од Заев, Филипче и Николовски. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Антоновска, следната сабота практично се одржува конгресот на партијата во Кавадачи. Што се очекувањата, во која насока се оди конгресот и дали можеби ќе бидат познати некои од новите имиња кои што ќе бидат дел од реконструкцијата на влада? Така, ви благодарам. Ке има посебен брифинг за тоа, меѓутоа ќе биде настан кој што ќе ги оцрта патеките по кои што ќе се движи партијата и нејзините политики. Уште едно прашање поврзано со економијата. Поднесена иницијатива до Уставниот суд за укинување на тарифните блокови за потрошувачите на електрична енергија. Кој е ставот на ВМРО-ДПМН? Треба ли да останат овие блокови, како што вели првиот регулатор Мислимовски, дека мотивира штедење на потрошувачите, или пак треба да се укине? Па, има и иницијатива предуставен, па ќе ја почекаме официјалната одлука.